Денеска во јавната општинска установа библиотека Искра како дел од 23-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот ориз се одржа музичко-ликовно-поетски перформанс на кочанските бисери од основните општински училишта. Учениците твореа и пишуваа на теми поврзани со оризот со цел да ги одбележат деновите на оваа културна манифестација. На перформансот присуствуваа и представници од локалната самоуправа на општина Кочани, а најдобрите литературни творби беа наградени. Се трудиме да и дадеме простор и време и на најмладите учесници, значи на учениците од основните училишта, и да ги поттикнеме да размислуваат и да творат за оризот. Со таа цел беше распишан ликовен и литературен конкурс на теми поврзани со оризот, со оризовата култура во Кочани. Имаше одзив од страна на училиштето, од страна на учениците, се пријавија и за ликовни и за литературни творби. Вкупно пријавени за ликовни творби имаме 22 ученика, додека за литературни творби 33 ученика. Наградени литературни и ликовни творби. Малина Попиванова, Мерија Накиева, 9-2 оделение, ментор Александра Закова Цветков. Никола Карев, Драган Јакимов, 7-1 оделение, ментор Гордана Јефтимова. Кирил и Методи, Надица Манасиева, ментор Сузана Атанасова. Раде Кратовче, Јована Јангеловска, 9 оделение, ментор Вера Стојкова. Крсте Петков Мисирков, наградена Каролина Трајанова, 9 А оделение, ментор Виолета Цекова. Од ликовните творби, Малина Попиванова, наградена Сара Ангелова, 7-1 оделение, под менторство на Мирјана Рашкова. Никола Карев, наградена Сандра Наумова, 7-1 оделение, ментор Радмила Едровска. Кирил и Методи, Михаела Блажева, 9 оделение, Марија Мицова Гацова. Раде Кратовче, Ана Марија Миткова, 5-3 оделение, ментор Анка Соколова. И Крсте Петков Мисирков, Габриела Стојанова, 9 оделение, под менторство на Надица Илиева. Манифестацијата беше проследена и со настап на учениците од основното училиште Раде Кратовче и ученици од основното музичко училиште Ристо Јоруков. Покрај наградените имаше и пофалени ученици од сите основни училишта од општината за ликовни и литературни творби.